Здраво, дечки! Еве на нас повторно. Продолжуваме со следниот час македонски јазик. Така, овој час продолжуваме со наставна единица за 9-то оделение. Наставната единица ни е целни зависно сложени реченици. Што ќе научите, драги ученици? Ќе научите што се зависно сложени реченици, како можеме да ги препознаеме зависно сложените реченици, кои се нивните особености и карактеристики и ќе умеете да ги примените во дадена реченица. Конкретно денес се задржуваме на целни зависно сложени реченици. Учевме за сложена реченица. Воопшто синтаксата разликува проста и сложена реченица. Да се потрудиме да размислиме кои се особеностите на простата, а кои се на сложената реченица. Односно, како ќе направиме разлика меѓу проста и сложена реченица. Дали знаеме? Па да. Ајде. Простата реченица е составена од еден прирок, Така, Лука. а сложената од два или повеќе. Така, сложената е составена од два или повеќе прирока. Во рамките на една сложена реченица се изделуваат дел реченици. Вообичаено велиме колку има прироци во една реченица, толку има и дел реченици. Во зависност од односот на тие дел реченици, сложените реченици се делат на независно сложени и зависно сложени реченици. Учевме и споменавме претходната година, односно во 8-о оделение, дека независно сложените реченици во нив спаѓаат составни, спротивни, разделни, исклучни и заклучни, а во зависно сложените реченици ги споменавме временски, причински, последични, целни, условни, допусни, начински, односни и исказни реченици. Во рамките на сложената реченица се јавуваат сврзници, кои што ги поврзуваат двете дел реченици. Меѓутоа, во една сложена реченица може и да нема сврзници. Врз основа на тоа, сложените реченици може да се поделат и на сврзнички и безсврзнички. Еве имаме еден пример. Собирам пари за велосипед. Видиме колку прироци има оваа реченица. Што правам? Собирам. Колку прироци имаме? Еден. Ако имаме еден прирок, што за не е каква реченица проста станува? реченица. Проста реченица. Така, тука ни се најдени направена една синтаксичка анализа, па ни се најдени другите реченични членови. Што собирам? Пари. Предмет по реченицата. Да. Зашто ги собирам? За велосипед, си тоа е купам целта. велосипед. Приложка, определба за цел. Да. Како од оваа проста реченица, што мислите, како ќе направиме сложена реченица? Внимавајте, треба да ја прошириме приложката определба за цел. Да. Како ќе да направиме сложена реченица да имаме два прирока? Помош, собирам пари. За да си купам велосипед. Собирам пари за да купам велосипед. И по автоматизам имаме два прирока. Да. Собирам и тука имаме да купам, која што ни е зависна дел реченица. Да. Во овие целни реченици, оваа зависна дел реченица, поточно оваа за да купам велосипед, ни ја покажува намерата, ни ја покажува целта. А оваа првата, собирам пари, е последица на дејството на оваа втората. Значи, за да ја Дали е прошириме, јасно? Да, може да погодам. Мислам да пробам да раскажам. За да ја прошириме простата реченица и да стане сложена, треба да секогаш да додадеме еден прирок. Плюс еден или повеќе прирок. Така. Да. Ама и да има реченицата логика Да, сега. нормално да има се смисла, да има поента, да. Имаме следен пример. Да разгледаме сега структурата на оваа целна реченица. Дојде за да ми ја врати книгата. Повторно станува збор за сложена реченица, зошто? Имаме два прирока. Да. Дојде да врати книгата. Што забележуваме? Нешто типично кај овие целни реченици.
токму овие делови кои што ви се заокружени. Забележуваме дека во целната реченица имаме да конструкција. Поточно во овој дел кај што е зависната дел реченица. Имаме да конструкција која што како се прави? Да плюс глаголот секогаш во сегашно време. Овој првиот глагол во главната дел реченица може да се менува по лица, може да се менува по време, по начин. Меѓутоа, овој вториот дел секогаш останува ист. Еве да пробаме ако сакате, да пробаме пример. Така. Дојдов, еве ќе го сменам првиот, дојдов за да ми ја вратеше книгата. Значи првиот го смени во минато, вториот не функционира. Еве ги примерите. Дојдовме, значи ние дојдовме за да учиме заедно. Ке дојдеме за да учиме заедно и начин би дошле за да учиме заедно. Еве ги тие промени. Се забележуваат. А не може да би дошле за да учевме заедно. Не може. Играна трансформација. Да видиме сега дали една целна реченица можеме да ја трансформираме во условна или во причинска. Ке ви дадам помош, ке ви ги наведам сврзниците за условна реченица и за причинска реченица, ке пробаме заедно да ги трансформираме. Тој дојде за да ме види. Од оваа реченица да направиме условна, ќе направиме едно поврзување со англискиот јазик, може би сте учеле кондиционали, па таму е if you, тоа if се заменува со на македонски ако. Ако, условна реченица. Како ќе направиме? Тој дојде за да ме види. Како ќе направиме условна реченица? Ако дојде, ќе ме види. Ќе ме види. Точно, Марија. Браво, Марија. И причинска реченица со помош на сврзникот затоа што, меѓутоа тука ќе ви помогнам се додава и глаголот сака плюс. Тој дојде за да ме види. Тој дојде затоа што сакаше да ме види. Затоа што сакаше да ме види. Точно. Да. Ке се задржиме на интерпункција и примена на интерпункцијските знаци, односно на запирката како интерпункцијски знак кај целните зависно сложени реченици. И ќе пробаме да направиме промена на местата на дел речениците. Се јавив за да те слушнам. Таа е првата целна реченица. Сега, да пробаме да направиме замена на дел речениците. Значи, она што ни е второ, да ни дојде на почетокот на реченицата. За да те слушнам, се јавив. Така, за да те слушнам, се јавив. Визуелно забележувате ли некоја разлика? Да, овде е искористена запирката, односно. Така, тука има запирка, што заклучуваме? А и кога зборуваме има пауза таму, логично. Така, да. Еве може да пробаме. Се јавив за да те слушнам, си тече нормално, да, фино споено. За да те слушнам, се јавив. Се јавив, да. Што заклучуваме? Некој ќе нема логика реченицата. Да. Заклучуваме дека кога оваа зависна дел реченица ќе се јави на почетокот на реченицата, се става запирка. Да. Еве едни куси вежби, дадени ни се целни реченици кои што ќе треба да ги претвориме во условни или во причински. Ако вежбаат секој ден, поточно овие ќе треба да ги претвориме во целни. Ако вежбаат секој ден, ќе имаат резултат. Ова условна реченица да ја претвориме во целна реченица, да ја трансформираме. Запомнете, се правеше со да конструкција. Да плюс глагол во сегашно време. Вежбаат секој ден, значи ова ако го тргнуваме од условната реченица. Вежбаат секој ден да имаат резултат. За да имаат резултат. Отидов во Маврово затоа што сакав да примам чист воздух или да вдишам чист воздух. Така. Да. Ајде да видиме. Отидов во Маврово, ова затоа што можеме слободно да го тргнеме. Што треба да несеме тука? Отидов во Маврово. Отидов во Маврово за да примам чист воздух. За да примам или за да вдишам чист воздух.
домашна задача омилена на Ајде. учениците. Напишете 5 целни зависно сложени реченици и истите пробајте да ги трансформирате во условни или пак во причински зависно сложени реченици. Одлично. Така, Дали имате некоја можеби задача за нас кратка и брза? Освен овие вежби што ги поминавме? Или Ајде. сепак за домашно ќе ни даете? ајде да се Сепак потрудиме домашно да напишеме. кажеме 5, ајде, не мора 5. Една целна реченица да кажеме и да пробаме таа да трансформираме во условна. Ајде. За да. Ајде, може една, значи Ајде една Така. некоја да смислиме. јас дојдов за значи треба да се направи таква. Јас дојдов за забава. За да се забавувам. Забавувам. Да. Јас дојдов за да се забавувам. Како ќе направиме условна реченица? За да се забавувам, Јас дојдов, Јас прво ни дојдов. беше, ако дојдев, ако дојдев ќе се забавувам. ќе се забавувам. Така. Така. Ајде сега да пробаме обратен распоред. Една условна реченица да ја трансформираме во целна. Ајде. Ако учам, ќе постигнам резултат. Да направиме една целна реченица. Ако учам ќе постигнам Постигнам резултат. Тоа ако, како помош ви велам, Го тргнеме. треба да го Тргаме. тргнеме. Да. Учам ќе постепено. Учам, Учам, Ќе постигнам резултат. Учам за да За за да постигнам постигнам резултат. резултат. Браво, Марија. Така, Браво. Одлично. Благодарам многу ви наставничке. благодарам и на вас. Благодариме, Благодарам и да. на вас што следите пред малите екрани. Ние завршиме со денешната ТВ училница. Да, Се утре е гледаме викенд. следната Утре е недела. викенд, да го искористите паметно викендот, да се смеете, да се забавувате, да ги напишете вашите домашни задачи, а ние се гледаме од понеделник. Поздрав, дечки, се гледаме. Бум! Чао!